првата грешка што ја направи нашата држава, кога го стави клучот на врата на таквите медиуми, без разлика што беа државни, и даде шанса за создавање на приватните медиуми. Може би само требаше малку да исчека во таа борба на едно поле, на еден терен, да ги пушти и приватните и државните медиуми. А што ме задржа? Ме задржа граѓаните, ме задржа нивните постојани повици со кои што ми сигнализира на глувост, немост и слепост на институциите, кои за жал така едноставно не ги решаваат проблемите на граѓаните. Еден од предизвиците е, например, што се сретнуваш со изворите на информација на улица, на настан, а бидејќи секогаш во информацијата има една незадоволна страна, тогаш со нив дополнително се докажуваш. Јас ја сакам таа комуникација. И тогаш кога е затворена вратата влезна на институциите, јас умеам, се уште мислам, да влезам преку прозорот или да дојдам до одговорот кој што на граѓанинот едноставно му помага на патот, на остварувањето на својата цел, а јас ќе кажам професионално. Доаѓањето до вистината, независно дали е тоа јавна информација од јавен карактер, е аналитички текст или истражувачка приказна. Единствено, например, проблем во изминатите 4 години имавме да оствариме комуникација со општина Велес. Значи, во тој 4 годишен веќе 5-та година од мандатот на истиот градоначалник. Значи, не е одржана ниту една пресконференција. Тоа некако започна во мандатот кога премиер на влада стана Никола Груевски и кога во влада и во останатите национални институции се создадоа првите, например, да речеме, PR служби кои што ја превземаа улогата, значи PR служба не од еден или двајца луѓе, него создавање на цели тимови. Тој концепт полека го прифатија, почнаа да го прифаќаат и да го приминуваат и општините, што не е добро, бидејќи на тој начин мислам дека не може да се говори за транспарентност и отчетност на институцијата како што е општината. За разлика од општината, останатите јавни установи во нашиот град, мислам дека се поотворени, не трпам притисоци, навреди, закани. Ако не е на друго место, јас сето тоа што ако ми се случи, ќе го соопштам во најмала мера на социјалните медиуми, но и ќе го напишам и објавам во текст. Не се чувствуваме ние новинарките ниту малку поневредни од мажите, се сметаме за еманципирани и за жени кои што можат да понесат товар, исто како и нашите колеги. И во тој контекст ќе кажам дека несоодветните надолечни однесувања на луѓето треба да ги има во што помал број или да се искоренат, затоа што на крајот од денот, независно дали сме новинари, дали сме работници или работиме некои во други професии, ние сме луѓе. Да бидат деноночно посветени на професијата, да работат во интерес на информацијата од јавен карактер, да се посветат на граѓаните, да трагаат по вистината и да бидат многу упорни.